Време за првиот разговор во студиото и темата која што ја најавив, мировно образование, а мировното образование во време на глобална криза и несигурност буди се поголем интерес. Тоа промовира знаење, вештини и ставови кои што можат луѓето да ги трансформираат конфликтите на мирен начин и секако да градат поправедно општество и да создадат услови за позитивен мир. На оваа тема разговараме со мојата гостинка Ана Битолјану од првата детска амбасада во светот Медјаши. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Би сакала на самиот почеток да дадем еден краток вовед на темата за која што денеска ќе разговараме и секако да ги запознаеме нашите гледачи, па да кажеме и да објасниме што е мировно образование. Тоа е одлично прашање за почеток, а впрочем и различни дискусии се водат што се е мировно образование. Со оглед на тоа, некој лесен и брз одговор би било нешто што ги трансформира општествата во подобри, поправедни, во кои што посакуваме да живееме. Зависи од различни земји и различни географски определености кои содржини внатре ќе бидат содржани. Она што би било некоја севкупна рамка е како да бидеме подобри едни со другите, а тоа значи да ги трансформираме конфликтите на ненасилен начин, да се грижиме едни за други, не само во услови кога се добро или кога има отворени конфликти, тоа е сега поврзано, да кажеме, со последниве изместени, поместени начини на живење и кризни начини на живење, како да одгледуваме генерации кои што ќе реагираат, ќе бидат одгледани, втемелени на некои вредности кои што или не се популарни или ги забораваме и кои севкупно ќе придонесат да живееме подобро. За самите училишта тоа значи да се навратиме на вредносната компонента. Не образование кое нуди само знаење или репродуцирање на знаење, во денешно време до знаење се доаѓа релативно лесно, да тоа не биде само преповторување, меѓутоа да знаеме како делуваме, која е моралната позадина на тоа, како се однесуваме некаде кон другите и се она што, впрочем, и младите луѓе би можело да ги направи активни граѓани понатаму. Так, денешниот ден 26 јуни се одбележува како светски ден за заштита од тортура и всушност овој наш разговор е во насока на подигање на свеста за превенција од било кој облик на тортура и овде не говориме само за децата, туку за сите возрасти и сите луѓе кои што ги опфаќа овој. Да, ова е убав ден да се подсетиме дека многу луѓе и нивните страдања не ги препознаваме или не се видливи. Тоа особено се однесува на луѓе кои што се од ранливи категории или без документи, да се подсетиме само за мигрантите кои што преди известно време поминуваа масовно низ Македонија. Да се обидеме да им дадеме поддршка, препознавајќи дека тортурата се случува, да застанеме гласно зад било каква форма на нехумано, понижувачко или нечовечки третман. Тортурата и мачењето, впрочем, се законски забранети и нема никакво оправдување доколку било каде се применува. И тоа е во едно момент да ги повикаме постојано сите власти да креираат политики кои што ќе се трудат да ги заштитат луѓето од мачење. Воедно, може би е добро да напоменеме и убаво што, впрочем, се обрнува внимание на интернационалните денови. Тоа е токму можност да различни глобални проблеми заеднички заедно делуваме. Тоа се проблеми кои што помалку или повеќе ги тангираат насекаде. Кога говориме за мировното образование, овде говориме и за култура на мир и секако однос кон насилството и секако она што е потребно да ги научиме и да ги насочиме младите за да можат конфликтите да ги решаваат на мирен начин. И секако во таа насока би сакала малку да поразговараме за пристапот на детската амбасада Медјаши во рамки на спроведување на мировното образование. Да, трансформацијата на конфликтите на ненасилен начин е клучен дел од програмата, како впрочем и севкупно односот кон насилството. Во моментов сме малце во позиција глобално, не само кај нас, да возрастните тоа не знаат како да го направат и како да се применува, али од децата очекуваме дека можеме да ги научиме и тоа да го прават. Така да би требало и да почнеме и од себе, да покажуваме модели кои што се функционални, во секоја случај повеќе, а до тогаш барем да ја развиваме просторот дека вака како што правиме до сега не треба и со тоа да настапиме пред младите. Секој потенцијал за конфликт носи потенцијал за насилство, исто така носи потенцијал да се
реши да се трансформира, да се смени на некаков друг начин. Доколку сме свесни за тој простор дека може поинаку, можеме и по-често или да решиме дека ќе го применуваме. Онаа дефиниција која што јас ја користам често за конфликт е дека мислиме дека имаме спротивставени интереси или имаме. И во едниот и во другиот случај постои шанса за ненасилна промена. Во текот на вашето работење и вашето искуство имате можност можеби да говорите со некои бројки, но од онаа како информации што ги добиваме од надлежните институции преку медиумите, зачестено е врсничкото насилство во училиштата во нашава држава. Исто така имаме голема бројка од случаи на семејно насилство, но и тортура во најразлични облици во сите сфери на нашето општествено живење. Ако направиме една споредба како е во светот, како е кај нас, само ќе се потврди потребата, без разлика на бројките, дека образованието за мир е навистина потребно и секако сите проекти кои што се однесуваат на заштита од секако вид на насилство. Токму така, и севкупната слика за насилство се креира во тие некои различни сфери, различни сегменти. Исто така како што насилството се пренесува, научените образци на однесување насилно се трансферираат доколку нема реакција или индивидуална или општествена. А ние живееме во општество во кое што ни е нормално да се случи речиси се. Треба да е нешто многу драстично за да тргнеме да реагираме. Секојдневно повеќето од нас се сведоци на некакви насилства, или индивидуални, или структурни, или на некој друг, и тоа поминува речиси неприметено. На извесен начин го одобруваме, сметајќи го за нормално. И онда повторно очекуваме да во училиштата не се случува, или да децата добијат порака дека нема толеранција на насилство, а при тоа целото општество дише поинаку, се однесува поинаку. Зошто нашите граѓани немаат под наводници навика или обврска да го пријавуваат насилството? Повеќе работи се во прашање и зависно за каков тип на насилство се однесува. Дел не се препознава што се е насилство, дел е некаква инертност и некакво ако не го доживувам јас, не е моја задача, не е моја одговорност. Делумно е и немешање во туги работи. Она што се случува подалеку од мене, исто се доживува дека е нешто туѓо. Тука станува збор за општествената одговорност која што сите треба да ја имаме. Да, ниедно насилство не би требало да помине неприметено или да не се реагира на него, и секое насилство воедно на кое што нема да се реагира го затркалува понатаму циклусот на насилство на сите останати нивоа. Оттаму и потребата што е можно повеќе да се говори за овие проблеми, со цел тие да се секако откријат и на тој начин да се остави можност и простор да се подигне свеста кај граѓаните, а на тој начин секако да се реагира преку соодветните институции. И она што е најважно, спроведувањето, мировното образование, како што рековте вие, можеби возрастните не можеме, но децата можеме да ги научиме како треба во иднина да се справуваат со конфликтите, колку е лесно или тешко да се спроведе сето ова на терен. Можат и возрастните, само бараме од се повеќе да се потрудиме. Така, да. На терен тоа значи, впрочем, дека училиштата изведуваат различни активности кои што се на овие теми. Дали е однос на насилство, дали е градење на култура на мир на некој друг начин, дали е зголемување на ученичко учество во донесување одлуки. Во секој случај нешто што помага училишната клима да стане подобра. Како што сакаме и во целото општество, така сакаме и училиштата да бидат некои простори за размена учење и да се оди тамо без стрес и страф. Би рекла дека се што се прави, од малечки до големи активности, придонесува. Што се покреативни и што се поневообичаени, или користат хумор или уметност, допираат до поширока публика и стануваат нешто што е, ако ништо друго, интересно да се види, па да се промислува, па понатаму и да се делува. Кога говориме за активностите на првата детска амбасада Медјаш и правата на децата, почитување пред се на нивните права и секако да ги заштитиме од било каков вид на насилство, за пофалба се големиот број на проекти кои што ги работите и ги спроведувате, а во соработка со голем број на меѓународни партнери со кои што нели ги споделувате искуствата и сето тоа успевате да го пренесете во нашата држава, да бидеме во чекор со случувањата и модерните текови на делот од превенцијата. Убави се тие поврзувања и тоа чувство дека припаѓаме на некоја голема глобална заедница, која што се грижи
za децата, за младите воопшто. И впрочем, не оснажува, не прави да може да се делува уште повеќе, бидејќи сме свесни дека различни луѓе во различни делови од светот работат слични работи, кои што се исто така, како што напомена, вредносно засновани. Сега со последнава криза исто така станува појасно дека радикално мора да се менува начинот на живот колку сакаме да ја сочуваме планетата и исто така односите помеѓу луѓето, како и проблемите кои што претходно сме ги имале. Нешто ќе мора да се решава побрзо, а некои стануваат потполно неважни. Во момент кога не можете да искачате надвор, нешто што претходно изгледало како проблем и како сериозна закана, наеднаш го губи својот фокус. Така да, добро е да се биде дел од глобални семејства. И конкретно разговорот, повторно ќе се вратиме на почетната тема, мировно образование и секако да ги трансформираме конфликтите на мирен начин. Колку тоа ни е прифатливо, гледајќи го нашиот менталитет и она што го имаме како дел од културно воспоставување на односите меѓу луѓето? Тоа е повеќе изговор, би рекла, него дека е невозможно. Треба само волја и освестување дека може поинаку. И дека не е во ред ниту физичко казнување, ниту психичко исмевање, ниту заканување, да не одиме понатаму на мачење, како што кажавме, апсолутно не, ниту во однос кон најмладите, ниту кон другите луѓе, вклучително ни кон самите себе. Да бидеме нежни, подржувачки, да се грижиме за сите и за себе и да градиме едно подобро општество впрочем. Меѓутоа да не ги заборавиме вистинските вредности и воспитувањето во духот на нашата традиција, за да не ги изгубиме тие вредности, се во рамките на она што значи нормален развој на една личност. Да. Традициите не се насилни, одредени моменти во традициите или одредени действија. Базично традициите се убави и тоа се некакви корени кои што се тука да не подсетуваат што можеме уште и подобро и што сакаме да чуваме и како сакаме да се гледаме себе си и како сакаме да растеме, односно кои идентитети сакаме да ги одгледуваме. И кон самиот крај, каков е одзивот на институциите, образовните институции за прифаќање и секако спроведување на мировното образование во рамките на нашиот образовен систем? Можем да кажам дека исклучително добар, после доста време соработуваме тесно со Министерство за образование и наука на оваа програма, каде што има луѓе кои што исто така се залагаат за мировното образование, кои што се поддржуваат и на кои што оваа вредносна компонента им се допаѓа. Така. Без разлика што ние денеска разговараме за нешто кое што може би гледачите прв пат го слушаат, сепак ова се теми кои што треба да ги вградиме во темелите на нашето социјално, образовно и општествено функционирање и на тој начин да постигнеме едно повисоко ниво на свест на нашите граѓани и развој на децата и на најмладите пред се кои што пак и представуваат нашата иднина, нели? Па, кога ќе се стави тој назив, тоа име, кога ќе се стави мировно образование, звучи како да е нешто поинакво и непознато и така натаму. Меѓутоа, повеќето луѓе промислувале на овие теми. Што значи честен, праведен однос кон другиот, како да се гради емпатија и солидарност, што ми пречи во начините на живење, како да не ескалираат конфликтите. Така што, впрочем, тие се само интегрирани во нешто што се обидуваме понатаму да биде застапено во училиштата и секој од овие вредносни елементи наоѓа свое место во таа широка рамка. Која ќе биде вашата порака за крај на нашиот разговор, поврзана со темата за која што денеска разговараме, а всушност би бил и еден став и порака токму на првата детска амбасада од светот на Иѓаши? Ке се навратам на тоа да се грижиме едни за други, да градиме поавтентични, почовечки, похумани односи и да бидеме чувствителни за страдањата на другите, да ги препознаваме нивните проблеми и патења. Ви благодарам многу за гостувањето и задоволство ми е секогаш кога сте ни гости во студиото, разговараме за теми кои што неминовно е да ги доближиме до нашите граѓани и повеќе да ги запознаеме со тоа што значи дел од вашата работа. Фала ви што не поканувате и што се грижите и што постојано, континуирано пратите клучни моменти, датуми, движења поврзани со овие теми. Ви благодарам уште еднаш.